вечер. Јас сум Илија Кикиритков, а вие следите уште едно издание на емисијата Live Cover, во која мој вечерашен гостин ќе ми биде Сулејман Саидов. Добро вечер. Добро вечер. Сулејман, од каде доаѓаш и колку време се занимаваш со музика? Јас сум од Конча, инаку, роден, ама можам да кажам дека доаѓам од Турција, пошто кариерата таму ми продолжува веќе 5 години, 6. Веќе живееш таму, така? Да, може да се каже дека таму живеам. И се занимавам со музика, можам да кажам некои... Значи, од почетокот, прв пат кога почнав да свирам, 16-17 години. Како дојде во контакт, затоа што свириш гитара, како дојде во контакт со твојата прва гитара? Од каде ја зеде? Малце е смешна приказна, таму ќе ја кажам. Јас свирав на некои други инструменти. Сас свирав турски инструмент, жичен, и некои како ксилофон, школски инструменти, додека бев на школа. И после решив да купам некоја гитара, слушав добра музика. И дома имаше една сателитска антена, многу не ја користеа, вака, таму, сателитски антени на 90-те години беше баш на тренд. Од друга страна, па некој азилант се врати од Германија и му реков, ќе ти ја давам сателитската, дај, имаше он некоја класична гитара, вака. Акустична, класична. Рече, добро, ај, ќе се договорам. И направиме ја смена дома, никој не знае. 2 месеци ја свираме гитарата, никој не знаеше дека е моја. Уствари, пошто никој не знае дека нема сателитска антена дома. Си ја продал сателитската антена во замена за гитара. Си ја трампав. И така сам почна да учиш? Сам почнав, некои акорди ми покажа од Конче, некои што се свираат малце нели на гитара. Они сега не се во Конче веќе, некои обични школски акорди. Па слушав некои лесни песни, така си свирав и полека, сам си продолжив. Значи самоук. Вечерова ќе можеме да те слушнеме како свириш, меѓутоа и како пееш. Со тебе имаш лупер, нешто подоцна за тоа и ќе кажеме. Меѓутоа, еве сега првата песна следува, тоа е песна од легендарните The Doors, а темата носи наслов Riders on the Storm. Може да ја слушнеме. Riders on the storm, riders on the storm. To the skies we burn, to this very throne. Like a dirt on a bone, and a lecture on the lawn. Riders on the storm, there's a killer on the road. Spring screaming like a child. A holy day, make the children play. Judas man rides feet, fable evil die, killer on the road. Yeah. Got a lawyer man, take him by the hand, make him understand. All the your defense, our life will never end. Got a lawyer man, yeah.
вечерва со тебе носиш лупер, може да ни објасниш како функционира, на кој принцип? Сега, додека се свири, нели, оно уклучено е преку луперот, знаат музичарите како е, да не објаснувам многу, додека се свири ритмовите во некоја песна, кога се, можеме и да демонстрираме малце. Ајде. Например, вака може да се... Овој такте снимано и кога Можеш да манипулираш со твојата нога, значи значи после тоа се тоа. И можеш да си снимаш многу повеќе. така, сега басот е наред. Да. Еви басот доаѓа сега. Можеш да си направиш многу. Сето тоа, само Цела композиција, Да. воопшто не ти е потребен бенд. да, ама за некои песни што се на пример само со 3 акорди цело време. Има многу такви песни. Поедноставни мелодии. Едноставни. Тука може многу лесно да си направиш како Цела композиција. цело, а додека песни како Посложени потешки, теми, нели? така. не можеш, ама за тоа треба многу искуство и треба да бидеш многу точен ритмички. Така. Колку време го користиш луперот? Ја ова го користам колку време? 1-2 години мислам дека ја користам. И Значи, ден денеска, значи прилично си нов во користење на луперот. Така. да, ако се гледа кариерата Так. како што работам, ама и ден денеска не можам. Јас на пример кога свирам во места, туристички места или било каде, свирам секој ден. На Так. пример лани свирев 7 месеци секој ден без престан и го користев луперот. Него ден денеска некој пат не можам. Значи се уште го учиш како функционира. Не, за учење не. Туку да бидеш точен ритмички и темпото да не мутнеш цело време. Треба голема концентрација, Многу претпоставувам. голема концентрација. Треба тоа да биде точно како не знам како. А во меѓувреме и пееш и свириш и Пееш и свириш, навистина тоа- тешко. Тешко е малце. Секој е чест. Ај ние да продолжиме со уште една композиција. Тоа ќе биде темата од Dire Straits која што носи наслов Sultans of Swing. Може да ја слушнеме. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. So though the river is up and you hold everything. A band is blowing Dixie, down one more time. You feel alright when you hear the music ring. Another step inside, but you don't see too many faces. Coming up from the jazz, go down. Competitions in other places. About the horse, the blooded sound, yeah. Wind and sounds, London town. You check out your time charge. He knows all the cards. Man, sickly rhythm, he doesn't wanna make you cry or so. It's an all guitar is on, he can reform. And gets up under the lights, play a sing. I hear he doesn't mind if he doesn't make the scene. Scarlet time job, he's it alright. He can play the honey toy like anything. Saving it out for Friday night. With the silence of sea.
cry your eyes, deaf and out in the corner. Jack dance in the bass in the path of souls. Don't give around about any trumpet playing band. Into the call, rock and roll. In the Sultans, you the Sultans play krill. Сулейман спомена дека веќе 5-6 години свириш во Турција, таму живееш, каде настапа уште? Обично јас имам се некој план во животов. Јас свирив во Скопје долго време, така, додека го наснимав албумот, една балканска приказна. Пред колку време беше тој албум? 2009 беше наснимана во Скопје, во студио Анастазија со Лјупчо Павловски. Работевме и тапанарот Игор Николовски Гац, на бас гитара беше Никола Автовски, и јас на гитари и на аранжманот јас си го правев, пеев. Тој аранжмани, така. И пеев по Турција, по телевизии, по концерти. Промоција на тој албум, така. Да, малце колку што можеме. Таму работи, но не се одвиваат како во Македонија. Таму многу голем пазар и не се гледа. Музичката индустрија е различна. Да, и стилот ми е многу на мене по западен. Во Турција, знаете, малце фолк музиката е на тренд повеќе. И не можем да без да свирам, без да настапувам цел време. Оваа музика многу ми се свиѓа. Ова што го свирам моментално, затоа на твоја програма викам ајде да одберам тоа што најмногу ми се свиѓа. И пошто гледам со примеси на джез, блуз, така. Да. Со една акустична гитара, така. Сега во последно време направив еден нов проект. Во Турција свирам македонски народни песни исто на македонски јазик и турски некои народни песни со ваков аранжман, истиот, джез блуз. Ќе тоа свирам нешто и од тоа. Понатаму, да. И почнав ова ми нов проект, се вика Од Балкан до Анатолија. Ако се преведе на македонски од турски. И сам, како што свирам овде, баш на тој принцип, свирам во културни домови, вака, по многу градови во Турција. Само што почна оваа година, па да видиме, добро ни тргна. Па ќе видиме како ќе биде, што ќе биде. Интересно во секој случај. Ајде ние продолжуваме понатаму со следната композиција. Тоа е тема која носи наслов The House of the Rising Sun. Да. Може да слушнеме легендарна композиција стара повеќе од 50 на години. Да. Еве вечерва во изведба на Сулейман. Може да ја слушнеме.
town. They call the rising sun. It's been the ruin of many poor girls, and me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, they come today. Down is young and foolish, and some rider led me astray. Go tell my baby sister, never the show of the cows in Charming Town. They call the rising sun. My tongue, she's a teller. She saw my new cheek. My sweetheart is a rambler. Lower your eyes, ain't no machine. The only thing I'm learning is a suitcase you come. The only time he's satisfied when he's on the run. He feels the chamber I will leave. Town. He's got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Red River, town his father's stay. And me, away in Charming Town, together love is one, and I'm staying to end my life down in the rising sun. Спомена дека си во Турција веќе 5-6 години. Дали соработуваш со музичари турци? Да, претежно соработувам со добри музичари, тоа додека одиме на концерти со мојот проект, што е албумот што ми е. Малце комплициран албум. Тоа е. Се надевам ќе имаш прилика да ја слушнеш. Се надевам. Во една песна дури Дамир и Мери свиреше многу добро од све со на клавиатури. И меѓутоа чудно, знаеш, ритмовите во Македонија се малце по-комплицирани него од Турција. Тие 7/8 и карактеристичен многу такви ритмови
многумини тапонари не може тоа комотно да го совладат на, мислам, они тоа го свират пак, али треба време. Затоа не сум работил веќе 6 години, работам само со максимум 20 тапонари, бубнари, што се тешко може да го сварат сето тоа, така? А тие се многу зафатени исто, не можеш цело време свират со некои други пејачи. И така да исто бас гитаристот ми е многу од постарите бас гитаристи. Он е свирал дури со турнеја со Таркан. Така. Многу добри музичари, има добри музичари во Турција. На која релација се движиш таму во Турција, во кои градови? Сега лани бев во Анталија, поточно во Сиде туристичко место. Свирам исклучиво на туристи, странска музика повеќе. Англиска странска претежно, многу ретко нешто латин можам да отсвирам, али тој не ме е стилна, не можам толку, не ме е... Не се пронаоѓаш во тој стил. Да, не можам толку да се бавам со музика што не ме е птен како... Не ти лежи. И така да патувам јас цело време, секоја година во друго место сум. Значи ја менуваш локацијата, така? Да, мене имам поинтересно ми е така, додека свирам сакам да научам нешто. Добро, и Турција голема, може да се патува на разни места, се разбира. Имам свирено во Бодрум една сезона, летна, зборувам за летните сезони. Куша да си имам свирено. Тоа се туристички места. Туристички места, 2 сезони или 2 или 3, сега не можам. Една сезона во Анталија, лани. Оваа година повеќе на Мармарис ми личи дека ќе одам. А во текот на зимниот период? Во зимниот период свирам во Истанбул претежно, ама оваа година бев во Измир. Сакав нешто да направам таму. Гледам многу иселеници од Македонија во тој град. И ето овој проект што ја спомнав пред малце, од Балкан до Анатолија, од таму почнав да ја свирам. Па ќе видиме натаму што ќе биде. Иначе има многу иселеници од Македонија во Турција. Кои што живеат така? Многу. Тоа повеќе од 20 милиона има иселеници што се од Балканот. Ги имат оние корени. Да, ги имат. Они многу ја сакаат македонската музика. Таму, например, нема човек, иселеник, што не знае македонско девојче или Јовано Јованке или било која песна, одма име... Оние народните песни ги знаат сите. Да, сите ги знаат. Нема песна што не ја знаат. Одлично. Ајде ние да продолжиме со музика, и тоа со една тема, легендарна тема од Луис Армстронг Сачмо, која што носи наслов What a Wonderful World. Може да ја слушнеме. I see trees of green, red roses too. I see that blood for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue, clouds are white, bright blazing in dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, says, how do you do? They really say, I love you. Babies cry, watch them grow. They'll learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
see skies are blue and clouds are white, a bright lesser day, a dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They really say, I love you. I see babies cry, I watch them grow. They'll learn much more, they'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Think to myself, what a wonderful world. Сулейман спомена дека кога си учил да свириш гитара, претходно си знаел да свириш на некој чичен инструмент, меѓутоа на колку инструменти вкупно знаеш да свириш сега? На повеќе, ама тоа не се брои. Например, во албумот јас отснимав дури сас. Имам во 4 или 5 номери. Малку тоа, или али добро направено. Тоа е традиционален турски инструмент. Традиционален турски инструмент, сас се вика со подолг врат, вака, тука Исто жичен така. жичен. Тоа случајно татко ми, јас кога бев помал, во училиштето свирав на тие ксилофон, некоја Ударачки хармоника. инструмент. Тоа што имаше во школата, се што имаше, се научив да свирам. Кавали, дури некои зурла, не знам. Имаш ли музичко образование? Немам музичко образование. Без музичко образование. Без музичко образование. Немаме тогај, Конче, далеко е, немаше дури превоз, нема нижо музичко во околината, не можеш. И тоа се однемае, значи не можеме да успееме. Така. За да одиш на средна образование, треба да Треба знаеш некоја веќе база, се. некоја нижа, така. Тоа требаше. Никако не можеме да успееме тогај. И Значи се што си направил, си научил сам. сам, може тогај немаше интернет, ништо не може. Сега нема шанс некој да рече јас не можам да научам, немам. Сега има повеќе опции. Сега дури не ти треба некој учител, пошто на YouTube има Има буквално се. Се имаш, може се да научиш. Туторијали еден куп. Да, дури јас сега, например, кога нешто ми треба, од таму гледам некои работи, например, кога снимам нешто, како сето тоа, нема што нема веќе. Значи нема шанси да не бидеш гениалец. Тоа така е, ама тогај немаше, се немаш тие. Жици не можеш да купиш. Еве сега на кои инструменти можеш да свириш? На пијано, претпоставувам? Тогај пијано свирам, ама не толку како што свирам на гитара или на сази или другите инструменти. Мене јас си одбрав. Значи повеќе жичени инструменти, така? Повеќе жичен. Јас свирав и свадби со синтезајзер и тоа имам. Додека бев во Скопје студирав. Значи комплетно сите музички инструменти. Сајзори сам си свирам. Си свираме на свадби, турски некои имавме група. Не можам сега тоа да речам. Меѓутоа сепак жичаните инструменти, особено гитарата е твој омилен инструмент. Еве во чест на гитарата и во чест на великанот на гитарата Џими Хендрикс сега следува наредната композиција. Тоа е негова тема која што носи наслов Little Wing. Еве да ја слушнеме во изведба на Сулейман.
Well, she's falling through the clouds for the circus mind that's running wild. Butterflies in zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she wants to do. Right on with the wind. When I said she came to see me with 1,000 smiles, she could set me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me, anything else. Fly a little bit. She comes to me with 1,000 smiles, she gives to me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me, anything else. Fly over the wind. Пред крајот на емисијата Live Cover ќе обработиме уште две теми. Тоа ќе бидат турски композиции. Ајде нешто повеќе за следната композиција која што ќе отсвириш. Значи од проектот што е од Балканот до Анатолија, имам внетнато некои песни, поп-фолк песни, али Во твој аранжман. Во мој аранжман се знае авторот на, значи одамна, многу одамна, се вика Ашик Весел. Од него ќе се потрудам да отсвирам некоја добра песна, мислам. Неговите песни се стварно добри, иначе Популарни се во Турција, така? популарни се песните и многу добар мелос. Сега ќе слушнете. Се вика Кара топрак. Што значи тоа? Црна земја. Црна земја. Ајде да ја слушнеме во изведба на Сулейман Сеидов.
ışık, boşayan ışık. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolanım yer yer boşayan ışık. Benim sadık yarim kara topraktır, kara toprak. Güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü simyalar topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır, kara toprak. Кои се плановите за во иднина на Сулейман? Што планира во наредниот период? Сега вториот албум го работиме Каде се работи? во Турција, али ќе се снима пак кај Лјупчо Павловски во Во Скопје, Анастазија, така. пошто тој е навистина многу добар во... А и претходно имате соработувано? Да, претходно имам, јас и пред албумот имам друга соработка со него и после албумот имаме направено за Имран Салкан, една друга... Бидејќи не е седно со кој ќе се соработува Да. за снимање на албум. Не, Лјупчо е стварно добар во неговата работа. Значи, во студиото не е само потребно добра... Треба и заеднички јазик помеѓу тој што сака да го сними и продуцентот. И тоа и тон мајсторот што снима треба да е многу добар. Например, Многу фактори се во прашање. Да, многу фактори. Јас кога снимав, додека снимав, он многу време, цело време ме враќаше. Не ми се свиѓа ова, ајде пак, не ми се свиѓа. Јас, например, секој тоа не го вика. На луѓето, знаеш, се срамат, си викат се, ајде да не му речем ќе се налути, ама кај него, пошто кај него Подобро е да снима, си искрен така. Он таков си сака да материјалот да биде многу добар и многу коректен, и добар е во работата. Многу е добар. Така да некои работи можеби таму ќе се снимат, али претежно 90% инструментите овде ќе се снимат кај него. Така. И ќе видиме сега, оваа сезона ќе биде многу тешка, ќе се работи многу. Ќе има многу работа. Ќе се свири до крајот на сезоната, тоа е негде крајот на октомври. И после крај на октомври ќе се враќаме за Македонија. Значи повторно се враќаш после октомври. Да, после октомври се враќам за да довршам тоа што сум почнал. Сега заминуваш повторно за Турција. Да, заминувам после едно 7-8 дена ќе заминам.
Се надевам дека ќе се видиме и во наредна прилика кога ќе си дојдеш повторно со презентација на твојот нов албум. Да, дай Боже, дай Боже. И твој албум. Гледам добро. Се надевам дека ќе си ги оствариме своите цели. Да, се надевам и јас. Еве, за крај се договоривме да си свири уште една песна, турска песна, која носи наслов, ако ја читам добро, Ојунчак Дуња. Ојунчак Дуња, да. Во изведба на Сулеман. Да слушнеме како ќе звучи тоа. Sen de oyna. Kürvede yap ve boz, yeniden başla. Biz çocuklarız aslında. Kimisi yaz gecelik oynar, kimisi polis oynar, kimileri doktorculuk oynar. Ben de müzisyen oynarım.
Додовме и до крајот на ово издание на Live Cover. Сулейман, благодарам што беше мој гост вечер. Јас благодарам што ме поканивте. Случајно ете. Така. По коинциденција, меѓутоа одлична емисија, морам да признавам, и се надевам дека се гледаме во наредна прилика кога ќе си дојдеш од Турција и кога ќе биде готов твојот нареден албум. Добро. Се надевам дека се ќе биде најдобро и подобри, многу подобри услови да те имитуваат сегде по светот, што да ти кажам. Благодарам. Иначе сакам да се заблагодарим на екипата. Така. Што ми е спасија куферот од гитарата. Поздрав до Виктор, до Горан и до Саше. Тоа беше се во издание на Live Cover. Гледајте не на фреквенциите на Угода FM и секако на Угода ТВ на YouTube, исто така телевизиите Ирис телевизија се разбира и телевизиите Визија од Прилип, потоа Орбис од Битола, Интел од Струмица, Канал 8 од Кочани и тоа беше се во издание на Live Cover. Се гледаме наредната недела. Чао.